туризам и културен туризам и производство на здрава храна. Па зошто ние да не се посветиме на тие работи и да ги издигнеме до највисоко ниво со брендирани производи македонски, со заштитени производи кои ќе имаат повисока цена, со високо едуцирани кадри. Во Штип вие имате врвни луѓе, стручњаци на факултетите кои што во тие области ги едуцираат луѓето, но со специјална поддршка на владата која во овие години ние веќе ја издействувавме, можат уште повеќе да се унапредат илјадници луѓе може да живеат од тоа, наместо да очекуваат некоја топилница некаде да се отвори или да се рестартира, која што ќе им го затруе животот и на вработените и на жителите околу. Дајте да се насочиме на она што Господ ни го дал, ем да бидеме живи, здрави, ем побогати. Штип ги има тие услови, има и ветер и сонце, а тука имаме и оние и Кежовица наша, и Баргала, и туризам. И уште една работа која што нашиот водител на листата, мојот драг колега Мичо Смилјанов, го кажа дека Штип е втор град во Македонија по бројот на цркви. Јас тоа не го знаев до вечерва, до вечерашнава промоција, така што тоа е приказка, туризмот бара приказки, Штип ги има, меѓутоа треба да се организираме, да ги искористиме. А токму преку локалната самоуправа, знаете, со субвенции одредени и за развој на туризмот, и за користење на сончеви панели во домашни домаќинствата, меѓутоа и во јавниот сектор, на болници, школи, градинки, детски, школски домови, со сето тоа општината може да се позанимава и да дава одредени субвенции, едноставно да издвои дел од својот буџет за субвенции, за панели и за заштита на куќите, на објектите и на домаќинствата и на јавните објекти, за да може да се обезбедат овие големи заштеди во енергија, меѓутоа и во поздраво живење на граѓаните. Така. Госпоѓа Поповска, овде ќе направиме малку пауза, бидејќи нашите пријатели кои соработуваат со нас сакаат да ги имаат и минутите за нивната презентација, а потоа продолжуваме, почитуваме вие останете со програмата, следуваат интересни излагања и прашања заедно со мене и со госпоѓа Лилјана Поповска.